Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон сад. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Новиот имиграционен закон на сојузната држава Аризона стапи во сила, но без некои од контроверзните одредби. По жалбата на владата на председателот Обама, Федерален суд привремено забрани полицијата да го проверува имиграциониот статус при сообраќајни прекршоци. Со оваа тема што деновиве ја врати реформата на имиграционите закони во фокусот на јавноста во САД, ги започнуваме вестите. Судијката Сузан Болтон средата издаде привремена забрана и за делот на законот што налагаат имигрантите со себе постојано да носат идентификациони документи, како и мерката од тие незаконски и легалните имигранти да бараат работа на јавни места. Гувернерката Јан Брауер пак рече дека битката не е завршена. Таа поднесе жалба на одлуката и изрази подготвеност да го поднесе случајот и да на високата судска инстанца во САД. Афганистанскиот претседател Хамид Карзаи го осуди објавувањето тајни документи на американската армија за војната операција во неговата земја, велејќи дека тоа ќе ги загрози животите на информантите кои им помогнале на меѓународните сили. Джулиан Асанж, креаторот на страницата Wikileaks, на која беа објавени информациите, рече дека токму поради идентитетот на информаторите не биле објавени повеќе од 15.000 документи. Директорот на FBI Роберт Мулер на распитот во Сенатот рече дека не знае колку негови агенти се обвинети дека мамеле на тестот за следење и прислушкување. Скандалот го истражува инспекторот на одделот за правда, а тестирањето било дел од акцијата на FBI да ги образува агентите за правилата за следење. Нафтениот гигант British Petroleum јави дека загубил рекордни 17 милиарди долари во вториот квартал од 2010 поради излевањето на нафта во Мексиканскиот залив. Компанијата со седиште во Лондон планира да продаде дел од својот имот за да ги покрие трошоците и да направи промени во начинот на работа. До вчерашниот главен одговорен во BP за реакцијата на нафтеното излевање, британецот Тони Хейворд, падна во немилост на американската јавност, особено по несмасниот коментар среде кризата дека сака да си го врати животот во нормала. На негово место дојде американецот Роберт Дадли, првиот извршен директор на BP кој не е британец. Председавачот на компанијата, Карл Хенрик Сванберг, негира дека имало политички притисок за смената. И за него, и за компанијата, ова е чекор напред во повторна изградба на нашата репутација и затоа ни треба свежо лидерство. Но и свеж капитал. Компанијата планира да продаде 30 милиарди долари од имотот во следниве 18 месеци за да ги покрие трошоците за расчистување и рекордните 17 милиарди долари загуба во вториот квартал од годината. Инвестициониот аналитичар Хауард Велдон од BGC Partners коментира дека именувањето на американец на чело на BP е мудар потек. Со американец на позицијата извршен директор, мислам дека во односите меѓу BP и САД, всушност ќе почне да се менува и да се тврди на задувањето што трае веќе неколку месеци. Организациите за заштита на животната средина се надеваат дека промените во BP ќе вклучат и употреба на обновливи извори на енергија. Акциите на BP загубија околу 35% од вредноста или околу 60 милиарди долари по експлозијата на 20 април во која загина 11 лица, а што предизвика нафтено излевање. Здравствените власти од Сан Франциско и лидерите од најголемата азијска зедница спроведуваат агресивна кампања за искоренување на хепатитот Б од градот. Демографскиот состав е причина за најголемата концентрација на болеста во Соединетите Американски држави, како и за најголемата стапка на рак на црниот дроб, што обично доаѓа како последица. 46-годишниот Грег Жанг се опоравува од операција на отстранување на тумор од црниот дроб, што го добил како резултат од инфицираноста со вирус на хепатит Б, што имал практично цел живот. Неговиот хирург Самуел Со од Универзитетот Стенфорд вели:
Хепатитот Б е подол убиец затоа што повеќе луѓе кои се хронично заразени може и да не се свесни за тоа. Всушност, двајца од тројца не знаат дека го носат вирусот, се чувствуваат сосема здрави. Вирусот хепатит Б се наоѓа во крвта и во телесните течности. Многу луѓе може да живеат со вирусот и никогаш да не заболат, но 25% од инфицираните развиваат тешко оштетување на црниот дроб или рак. Вирусот се пренесува преку незаштитен сексуален однос и нестерилизирани игли, но повеќето луѓе кои страдаат од ова заболување се инфицирани уште од раѓањето. Американската фондација за црн дроб вели дека 1 на 10 американци од азиско потекло се носители на овој вирус и кај нив 100 пати поголема е шансата да го имаат отколку што тоа е случај со друга етничка група. Во Сан Франциско 1/3 од популацијата е од азиско потекло и проблемот е очигледен. Градот сега нуди бесплатни тестови, вакцинирање и лекување. Лек за хепатит Б нема, но вирусот може да се контролира со антивирални лекови. Но хепатитот Б носи со себе и стигма. Членот на Собранието на Калифорнија Фиона Ма работи макотропно за промени. Таа е позитивна на хепатит Б. Мој роднина, роден во Кина, всушност е многу вознемирен и ми вели да не зборувам за тоа, зашто луѓето ќе мислат дека сум болна и нема да гласаат за мене. Но јас мислам дека како јавна личност имам посебна одговорност. Но хирургот со од Универзитетот Станфорд вели дека промената на ставот е само почеток. За битката против хепатитот Б да се добие во Сан Франциско треба многу повеќе пари. Но работите тргнаа и веќе има најави дека кампањата ќе се прошири и во други американски градови. Утре во News Flash, дали генетски модифицираниот лосос може да отвори врата за производство на храна на овој начин, доколку најдено одобрување од американската влада. Решение за недостигот на храна или пак ризик по здравието и животната средина. Утре во News Flash, сад на прагот на одобрување на прво генетски модифицирана животно за исхрана. Гледајте утре во News Flash. Го гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.